Ете, тоа почнуваме со една нова емисија. Ова е Горан Папас и DJ One на сцената. Папас, добар? Најдобар. Ти дали си добар? Јас така да ти кажам. Викај ура, како старите што вика. Зошто викаат така, бе? И што Не ако? знам. Ама нели, добро. Ни ура, ни И вика ура. и друга работа што е малце иронична, што не ми се свика. Зашо кога викаат као толку е тоа, што нема сол во очи да си фрли? Зашто сол во очи да си фрла? И кога го правиш тоа? Зошто сол во очи? Или ако да е многу ти убаво, секирата у мед ти паднала. Пак замисли да сечеш дрве и секирата у мед да ти падне. Па тоа не е добро. Тоа е тоа. Оди извади го после. Тоа. Не роди ме среќен, фрли ме на буниште. Па зашто на буниште? Не. Зашто не ме фрлиш во У нешто убаво. сладкарница? Пример. И да ми дадат гратис еклери. Ајде, да. Не и се. Да, одиме ние со една многу интересна работа, ние ја нарекуваме најдоброто од Твитер. Да, courtesy of EG. Ние повторно со Викса, како што ветивме пред една недела веќе. Нема ветување, си е ветување, тоа што си е договорено. Остваруваме. Ете ти. Бобо вика, дете влегува во продавница и продавачката го прашува: "Синко, оти секој ден купуваш лепак, што лепиш цело време?" "Госпожа, ја не лепам, одлепувам." О, стварно, браво, не да. Има потребен ли е муабет овде? Све е залепено, све е кажано. Лаза Јанев, дечко го шета питбулот по кеј. И еден полицаец го прашува: "Ова куќето напаѓа ли?" "Не, голмане." Браво. Зашто е јако? Чекај, се како? Полицаецот тука не е нешто смотан, потребно. Не бе, Воопшто. напротив, ова од модерните вид. Така. А и кучево е унапредено, не е центар нешто, не е некои тие непотребните состојби. Сега пола луѓе ме мрзат што ме гледаат, а не мислат ништо лошо За кучињето. центар, нити кисела вода, нити па локално нешто пред избори би рекол. Тебе ти омилен твитерџија Джиги? Джиги, да, мојот човек. Ете, Джиги вика: "Ако во Македонија дојде ураган, 100% ќе му дадат име Бранко." Добро, да, гледам од кај дува ветрот за овој ураган. Да. Ја викам пиштол за кој се навива громогласно со ураган. Добар. Ураган и тука тоа би додал. Иначе совршена варијанта од Джиги. Мојот омилен твитерџи. Ајде видам. Владко Васиќ. Денес е светскиот ден на штедењето. Мене некако излишен ми е, па него славам со години. Кажам, не памтам јас стварно од кога сум бил на свечано спознав штедење. Да. И последното, ова е дрското и безобразното. Добро. Не знам ова што ќе му правиме, Тука си ќе го цензурираме веројатно, не знам. Ајде. Петар вика: "Изгледа ќе ја реактивираат топилницата преку вече велешанка." Ти кажам, ја мислам и млако безобразно е ова. 3-4 пати би си го прочитал вака за да ми дојде ова што ти го најави. Велешанката, ја и на мајца би ја ставил. Ова некогаш било далечински управувач. Така. Претходната реинкарнација. А сега служи како црна направа која не Ја го на лови така гласот. Да. Значи Мултикулти. Да останеме Точка, со ова убава. Така, Да, со ова убава мисла, да. Одиме назад во студиото. Ајде. Тоа беше блокот од најдобриот блог во Македонија ново време, блокот од блогот. Убаво? А сега одиме со првиот гостин во 1-1 за денеска. Тој е познат од ТВ лице, познат новинар и собственик на Гинисов рекорд за најмногу непроспиени ноќи. Боријан Јовановски. Болја. А да им кажеме преходно рекол дека си А не судска ствар. познат дискотанча. Тој. Знаеш, пошто се Боријан зборите, не Јовановски. знаат. Да, Ќе поиграме, да. ќе поиграме. Не знаат многу дека всушност има многу текови, дека нели. По 100 пати, па се чека, па не се наместени камери, тон.
Јас се чудам зашто сега некој не вика сече. Уши старт викаш? Не, бе, други време. Ново време, бе. Ново време, одлично е ново време. Го следиш? Касно, да. Да, нели? Да. И на Твитер и секаде. Сега. Тоа е тоа. Кажи ми, шо правиш сега? Изморен си од Од некој... живота. Од живота Од си. живота. Имаш нешто ново, а? Работиме, жаре, правиме. Па треба да се работи малку новинарство, гледаш, не работевме некое време, дојдоа нови дечки некои да пробаат чо, како, ова, она. Гледам нешто не биде, разбира се, новинарство, да. И викам, ајде, да се вратиме на терен. Back to basics? Па сега, тоа е Добро, тоа. мора. А мала пауза и да ти кажам и Добро ти дојде? пријаче, да. Па супер. Шетна? Не шетна. Шетна можда. Брисел. Редовни Па тоа тебе ти е како... Редовните дестинации. Како тоа аеродром ја што? Па ти кажам уште тоа да го неа, ја не знам. Тоа ти е еден по кислород, таа боца, да, и... И се враќаш Враќаш назад. назад, Така. Шо е проектов? Веб видео. Веб видео. Да, значи остануваме на Тако видео. рече, дај ми нешто блиску до тоа. Како што? Па како немата. Како нема? Кај нас. Добро. Значи идеме Ај, видео, објасни ми идеме кратки ја, црти. Билјана Секуловска, Ива, Ненче Точи, Сашка Цветковска. Добро, ликови што им Што работе на телевизија, фала сега, многу, ние да се полираме така, друго така, нешто, така. мораме од се видео, се ќе идеме на нет нормално, ама ќе видиме. Мислам дека ќе си најдеме публика што ни треба. И ќе има од секој ќе си ги брка, работи по Горе што е доле, познат. горе доле, да. Така? Тоа е. Да. Значи, Сашка, Ненче пак ќе Ненче, хара знаеш, по здравство. Социјални приказки, здравство, Сашка исто у тие работи, истражување, со новинарство, Ива со интервјуата, дебатите, јас ќе си фурам помалку Еврозум и така. Еврозум на нет? Да, ќе оди. Добро, Еврозум Ќе сега оди, ќе чекам ќе оди покрај сите ови да не оди, сепак ќе продолжи. И многу Во моментов ќе Еврозум продолжи. оди на 24. Оди до 24 и ќе оди таму е во овој формат таков како што е сега, оди до крај на јануари. Кои се обидува да го нема Еврозум? И зашо да го нема? Па не знам зашто, не знам Еврозум се зашто. европски теми, не се некои Па локални. не знам зашто решија од делегацијата на Европска комисија дека тој тип на програма не треба да продолжат да поддржуваат. Фактички европјани. Па да, горе доле. Да не сватат погрешно, не дека некој тука нешто решава. нешто, не знам кај нешто кидат на деца квиз тамо кој е главен град на Германија, Берлин. Браво, балонче. Големата кеш награда. Таа европеизација. Да. Добро. И сепак Еврозум ќе си го има на сајтов. Сакам да остане она што било 8-9 години Еврозум, беше едно од прозорчињата кон некој свет. Те нема некое време физички на телевизија. Тоа е супер што ме нема, дека сум Гледај се. под камера. Гле, физички те нема. Што мислиш во какво сеќавање се им на луѓето? Не знам. Како ти приоѓа? Со што ти приоѓа? Види, морам да ти кажам дека со оглед на тоа кој тип и кој капацитет, која енергија беше вложена во обиди на дискредитација, од прогласување на предавник, платеник и така натаму. Јас сум пријатно изненаден што целата таа операција мислам дека секако дека ми е направена штета, но далеку од тоа дека јас ја имам изгубено публиката. Она што мене ме интересира како публика, јас и понатаму го имам. Ти доаѓаат кај си колку ми фалиш, не знам некоја бабичка. Нешто, па ја Дојде да те фали. бацам. Не, окей, ама ми приоѓа. Ми приоѓа тоа. Синко. Сине, да. Синко. Не, ми приоѓа, да. Уште ми приоѓаат луѓе и да и прашуваат и сака да знаат. Види, ги интересира, жене ги интересира Еврозум. Јас не се фалам дека јас го правев, па затоа, ама поради X склоп на околности беше единствена емисија кај што ти можеш да чуеш некој, што знам, од Да, бе, добро, Германија, некој од Шведска, танец, од Финска, што се дешава во Стокхолм, што се или на дешава границата меѓу она како беше. Белгија, Холандија, или Холандија, што нам така, у Холандија така. заедно и снимавме. Едноставно, тоа за жал, велам, Еврозум беше единствената емисија кај што имаше репортажи од странство. Сега нема ни една емисија во Македонија кај што имаш Да, репортажи бе, било од странство. каква збориме. Било Значи, каква, што и што и да да е. Што и да е. Не зборам Да. за у Холандија правевме за патлиџаните. Так. Сеќаваш дека Холандија е најголем извозник на патлиџани у цел свет, што е малку откачено
со оглед на тоа дека дечките живеат под море, Джерем на север, и ги тепаат шпанци, турци, италијани, сите заедно. И се ги грсместо. шамара. И ги се, да, тоа се вика. И сега тој тип на феномени, на интересни работи, мислам дека луѓето, има луѓе и понатаму што сакаат да видат што се малце отидени малце понатаму у времето од антика. Сега види, сакам да те прашам за времево, ти беше портпарол на председател. Да, за и тоа ми е лака, стварно сум горд на тој момент. Многу кул период ти е, така? Да, да. Одлично. Да. Си го гледал Убаво Spin искуство. City, си го гледал? Сум го Како гледал. серија? Сум го гледал. Да. Ти се свиѓала? Да. Така знаеме. Кој не знае, па кој те врти Спин тебе City, што не Спин знаеш. City е од- Нели? од пред Обичам време. така, кој не знае и се ајде да му објасни. Како не, да. Гледај YouTube. Да види кој. Има сличност меѓу серијата и тоа што се случува, сите сплетки, перења, прајања, градоначалникот да испадне ваков тако. Во реалност, како стојат работите? Има ли такви фрки да ги кажам? Види, да ти кажам искрено, у тоа време фрките и поголеми биле. Затоа што Борис Трајковски беше председател у позиција, знаеш, од она од Срекна нова 49-то на чувена реплика Запад, Исток не отпишува, Запад не запишува. Ние имавме работа со кујните на ВМРО и на СДС, со двете страни. Едните држат едни медиуми, другите држат други медиуми, а ни едни ни другите не го сакаат. Шо топовско месо туку у средина. Отприлike, да. И тоа Удри. Борис Трајковски беше као кому иде, баба е на него. И во таа смисла имавме стварно многу работа. Бевме изложени, имаше страшни, тенденциозни, малициозни написи. Што се така збореше за тебе тогаш? За мене, Пример. Па не, као, види сега, што се збореше. Освен стандард предавник платеник тоа. Не, тогаш не, Тогаш не постојаат такви работи? Не до толку, да ти кажам. Не до толку. Стварно не било. Стално имало проблеми, да се разбереме, стално имало проблеми. Имало и тоа слаеле, има разноразни, ќе се препознаат ако гледаат телевизијата дека сум грчки шпион. Не, тоа, тие кујнини, тие не престанале, они само менјаат човек, фаќаш, иначе кујната си исто, тоа тенџерињата загорени, неизмиени чини, околуто мрсно, се като Нема тефлон тука. И да, и кама. И пази, морам да кажам еден момент кој мислам дека треба да се знае, малку се знае. Тоа е времето кога единственото време, овие 20 години такозвана демократија, кај што имаше институција која организираше пресконференции на редовна база, на кој секој новинар можеше да дојде и можеше да постои прашање. При тоа не као сега дој, сега ти постави ова прашање, ти постави го ова прашање, ја ќе ти одговорам на ова, ти ќе го објавиш ова. Значи, ние секој четврток у 12, у 1, така нешто. Сите редакции доаѓа и секој можеше да постои прашање како сака. Стварно е реткост да можеш сега на пресконференција да идеш, нели како викаат, искача некој искача, чита овакво, прашање може, не може тематска е пресконференција, како е тематска, не ме вика, пушти ми сообщение или дај нешто на FTP, сега може на компјутер да ме малтретира со камери да иде на пресконференција, шипти све мисла. Не може прашање, како е тоа не може прашање на пресконференција. И што си одговарал на се што? На сеќето, да. И ти дошло некојаш јајцето Не, на под имало ситуации кога сме биле изложени на малку понепријатни Тоа ситуации. што подразбира спремање претходно така, вајда. Глумење, прашања, ако ти го постави ова, ако она. Си има методологија многу прецизна. И јас исто бев изненаден кога ме обучуваа за тоа, ти практично ги антиципираш сите. Ти Ама знаеш те- кој што би прашал од прилика. Не е од прилика, тачно знаеш. Тачно. Тачно знаеш. А при тоа да не му ставиш да го малтретираш на уредникот да му речеш случај тој што ќе ми го пратиш, немој да прашал. Немој ова да прашал. А Па, хендикепирани се млади, што може ли млади да шетаат? Па ја не знам брат, па ми Нели сега имаат отворени граници, што не тоа ми е шетаат, некако, што ама прават не, нешто. што знам, не знам што филм. Некако и тако Нека иде нека работат што викаш ти бе, што Да, нека да, бере да. ја, и нека шета, што има. Абе да. Од дома не ги пуштаа. Од дома не ги пушта. Да. Ама не, знаеш да ти кажам дека и тоа има. Дека има малце таква Менталитет? една малораѓачка, еј, син ми, керка ми, сега негде, ова. Иде ќе бере да, јагоди. Или патлиџани у Холандија. Да. By the way, јас сум водњанско дете, чао. Не да не мислам дека ја не сум. Како беше? Водна репрезент. Да. Ја се, мој. Роден, не е од Ново Компонован. Така. Блиц прашање Да. за Европа. Со кој народ сме најблиски? Со никој. Ирци. Свирци? Ирци. Многу е откачено од Даблине. Значи, тоа лудило Абе, град. Да, ради многу се- пивото, не, скроз бе. друг-
Абе, ради пивото, Гинес знае. не, ради вискито, сега ние немаме баш такво. Жута е нашева, Тоа е ама тоа. ова е Жеймисон, ова е Жута и Жеймисон. Тука, тоа е, на тоа е, жест, тоа е. разбираш. Ама не, стварно, многу не знам како Во смисла и на по која темпераментна отвореност, на ајде да се Веројатно напиеме. Александар Македонски авионски има отидено таму. Можда. Авионски, мислам. Има десант на Даблин имал. Така. И некое време Со останал. антикаер. Не, лајнерот. Така се викаше. Ајде вака. А ваучер за пиво да имате? Слушај сега. Кораб е највисока планина во Македонија. Да, бе. Врвот. Поточно, низиниот врв, ето така. Голем кораб е највисоката точка во држава. Да. Ако голем кораб е висок 2764 метри, колку е висок Горан Папец? Иле! Ој се, Сега ќе ти кажам. Метро твој се ако погодиш. 70. Погоди! Па честито! Ајде, што ти е, бе? Бого, дајте аплауз за малата публика! Научио ме живот, бе. Научио ме животно ми е вештина. Дај да го испратиме, доста му се. Па дај ке тебе Николи. дојдам да видиш Ајде, сваког испраќај го, првог една пуштай му музиче, доста му е заборен. Остани, ајде, ако сакаш со нас, да видиме. Ти си фраер за овие работи, ама сепак, ние правиме еден туторијал како да се пуштаат на девојки, тоест како да не се пуштаат на девојки. Им треба, нели? Ајде, да. Треба знаат. Не знаат, бе, стварно. Не знам. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so. Еј, што? Имаш дечко? А, па добро, јас имам хрчак. А? Мислев, збориме за неважни работи. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling. И знаете, од интернет тие се позната трупа која што не засмеувала многу пати. Ајде да видиме што ни подготвиле сега за еден Джими Ринки. Само дрско, само дрско, само дрско, само дрско. Фати место, фати место, фати место, фати место. Само дрско, ајде бабо бутни се и фати место. Само дрско, дедо ќе се лути ако не и правиш место. Од цела недела, 3 дена се наши. Ни еден средношколец нас не плаши. Го заслуживме ова со наша војна. Сега ке си седнам до комшилка стојна. Она е партизанка, сака да се гура. Она е многу дрска, не ке баш цензура. Во ЈСП сите ко војници ги стои. Се вози каде сака, станици не брои. У наше време ништо не беше ко сега. Некултурни деца буткаат да седат. Стара коска сум, бегај ке те згазам. У автобус седи тој на избори што гласа. Само дрско, ајде бабо бутни се и фати место. Само дрско, дедо ќе се лути ако не и правиш место. Само дрско, ајде бабо бутни се и фати место. Само дрско, дедо ќе се лути ако не и правиш место. Само дрско, само дрско, само дрско. Фати место, фати место, фати место. Пак офнет. Мај добро ова да го... Извините, мо. Не ми ја кажа рубриката, ќе знаеш што Во е. рубриката сме... Во рубриката офнет, благодарение на офнет, на кој може да... Трендо, нашиот пријател Трендо. Трендо, Слушај, наш. Знаеш ли дека на почеток ја знаеш вистинската приказка за Офнет? Не. Дека Трендо знаеш дека не ќе лов и дека сакал да направи некои финти околу тоа
акција, демек не ги ловете животните, тие се пријатели, и тоа е за поздравување. И Лто, која одел на кај нотаров да го регистрира, Лто му има паднато. Добро. Сега не ми текне ништо по паметно натаму, али ако ти ја знаеш приказкава, продолжи, ако не, ја тука би застанал и би кажал дека ова е најнепотребниот муабет што може воопшто да биде снимен било когаш на Балканскиот полуостров. Гледни ја драматично камерава и ќе продолжиме. Драма. Знаеш како гледам на вестерн филмовите што клоп, не знам што е тоа. Што се тркала? Што брат. бе? Грмушки, како Ама што е тоа? Зашо кај нас нема така? Кој ги фрла пред камерата? Тој никога не. Да. Организација само шутни го. Грмушка амку. Да, вози на 150, фрли го. Пуштај офнет првото. Дали можам ли, еве, ај графички, еве сами нека одредат луѓето. Го имаат ли на монитор? Сигурно го имаат. Да, со магијата на монтажата. Апсолутно нормално. Знаеш ли што? Излишно. Не. Маркетиншки гуру го има ова смислено. Добро. Начин на промоција на сунеджија, брат. Најискрено на свет. Значи, дали ова не е најдобриот маркетиншки трик? Динамика. Знаеш дека ја влегов во некоја друга по градна варијанта. Искрено ми изгледаше како Тико, млеко. две девојки и у средина некој што гледа какво е времето. Но А ја познавам што ми тегне. Како млеко, како ти тегне крави едно друго. од трета страна може да изгледаат и како Space Shuttle. Да. Дупли Space Shuttle. Ајде дале да видиме што ќе улета. Што ќе улета? Ајде. Пази го огласов. Вика, ти знам дека си слаб со очите. Ќе ти читам. Те молам. Таму каде се вртат главните скопски фаци, Добро. каде бизнисмените договараат сделки, политичарите стратегии, а скопските шмизли шеми. Бај да ви како договараат скопските шмизли шеми, ја не. Ти можеш да видиш оној кој ќе им го носи кафето. Реален оглас? Значи не. Ама чекај, ова е вистинит оглас, така? Истинит оглас, да. Ти можеш да им го носиш кафето. Да. И сега вика знам- таму бакшишот е неизбежен. Да не ме фаќа паника, не станувајте одма, ова знам дека сега масовно ќе почнат да луѓето да трчаат. Или оние по невработени информациите. министри од минатата емисија сега знаат Еве каде те да одат. 515, а плюс го знаат Собраниево, сега ходници натаму нааму, на Да, свој терase, да. а плюс кафето добија поголема вредност кога ти го носи Министер. екс-министер, што е поише од Невработен министер, тачно. Поише од министер. Тачно. Знаеш дека нели користат како со викса микса сме ваму таму. Никогаш Никогаш не викаат пардон, за хаде и никогаш не викаат пример за точка сајтов што е. Да. Гледам портали точка Нема, не ќе еве гледам ја точка Вест. Студентскиот парламент на Универзитет Кирил и Методи попладнево го осуди утрешниот инцидент. Што тие, ете, времето дека е релативно. Не е доказ дека е релативно Виде? времето. Ајнштајн ова го знаел многу добро, уште Многу, како мал, уште многу како добро, мал. И сега многу дали да го надоградам четвртиот Ньютонов закон кој сега од каде почна тој голем удар. Значи ова сега поттикнува на мислење. Многу. Што ќе правиме ако спиралата или најмалата гледна точка на се ова што го Точка на се што змрда околу нас е спирала. благодариме на Офнет. Да, и на Трендо. Апсолутно. Не знам дали знаете Знаеш Трендо. дека ти, Рендо, е новиот бренд нейм на човекот. Точно, да. Дека ги рендосите, а уствари е ти. Всушност тоа му е за неговиот оваква хип-хоп кариера. Јасно бе, јасно. Да. И то не се, и тоа. Ќе издава албум со него. Ти Се Рендо. одјавуваме со мумкање на сите сте исти. Пеце, фронтменот на највеселата музичка дружина од Македонија Суперхикс, го работи она што од секогаш го сакал, а бога ми и добро моди. Сепак малку е познато дека порано Пеце бил Paperboy, односно работел како колпортер за магазинот Тротоар.
Тоа е заедничко помеѓу арапската азбука и докторите. Ракописот на Пеце. Ако песни глупави тешко се пишуваат, кога Пеце пишува, тешко се чита. Како што самиот тој тврди, ракописот му е толку лош, што во училиште во графата за краснопис постојано стоело двојче. Сепак, и покрај лошиот ракопис, на неговата учителка не е избегала една фатална грешка. Името на Тито го напишал со мала буква. Каква казна доби не ни откри, но сигурно доволно строга на тоа да се сеќава до ден денес. Продолжуваме понатаму со човекот кој, еве, за 2 дена на 1 декември со својот бенд слави полнолетство 18 години. Мојот итекако омилен бенд и мојот итекако омилен фронтмен Пеце Супер Хикс. 2 дена? За 2 дена, да, много е празник од него. Може да се намери. За многу години полнолетството, Пеце. Добро свири, а? Како бе така? Кај го на... Во еден бенд, никаков, како да ти кажам. Добре, ке научи. Ти кај свиреше папас? По улици. Улици. Улици ме најде. Ај. Пред 4 години Петре ми беше гостин ти во еден на 2, имаше една телевизија на времето. Once upon a time што ви рекли русите. Да. Тогаш ти честитав за Никола Модиловски. Како е Никола сега? Шо прави? Никола е добар, малку демонстрира непослушност деновиве и одбива да оди во градинка, меѓутоа можеме тоа да го решиме по мирен пат или можеме да го решиме Така. по пат на посредувања или не знам. Викаш my way or the highway. Премногу е мал за мотора, премногу е... Да, зашо би му рекол така? Не знам. Која камера снима оваа, така? Да, слободно. Ама не, сите други Не да си ме снимаат. викнал да ти кажам одамно, луд сум ти малку, затоа што не си ме викнал добри години и пол, Сигурно. да ти бидам гостин. Чекај бе, Пеце, па кај да те викнам? Да си се видиме, така да ти направам интервју на кафе? Кај да те викнам? Без работа, бе. Колку си активен во... Па од лето правевме нешто со стендап, со и Си не можам знам. најмалку 2-3 пати да се. Така е, признавам. Можам да станам сезонски гостин. Частам кафе. Добро ти е кафе. Ова е она како беше еврејското кафе. Арабика. Знаеш, го знаеш вицот за влашката торта? Не, Позај кажи. ми 2 јајца, така почна. Така. После тоа се друго. Кажи ми, скапо е да си има дете? Па не толку колку што е комплицирано. Не толку И колку што е скапо гласно да кога се извадиш. прави кафе. Да, не тоа тоа е блендерот за следното дете. За кашичката за следното дете. Инаку не толку комплицирано и скапо како да извадиш нова возачка дозвола. А кога сме кај новите возачки дозволи, да ти кажам еден виц. Кажи. Оди човек и го стопира полицајец и вика добар ден. Нова возачка имате? Немам. А старата кај ти е? Старата дома манџа прави. Така, кој разбра? Отлично. Што има сега, ајде? До Кој е прашање до затоа кој што дел нема. од детството Проекти, дојде концерти. Никола, до каја кажи? До каја? Никола Што прави? До која фаза? Никола наполни 4 години и полека се спремаме за оној шок наречен тргнување на училиште за 2 години до душа од сега, ама знаеш што од сега ги пукаат со обврски, со Да бе, нели физичко, со англиски, прво оделение им е- кибернетика, информатика, Е, нуклеарна физика и слични така. предмети во градинките. и македонски за странци. Јас и македонски за странци и јас изборив со јапонскиот некако да го ставиме за година две понатаму. Така, некои нови генерации, некои чудни тачскрин генерации, што да ти кажам, во наше Кога сме време кај генерацииве, беше по средни школи, нели, со Супер Хикс, Да, во тој бевме, дел од бевме, промотивната бевме. турнеја. Да, Бевте. тоа помина одлично и беше Како младиве Одлично. сакам да ми кажеш. знаеш, јас приметувам еден интересен тренд на одвикнување и, од она Аца Лукас фаза на овие млади Мислиш? генерации. Мислам дека се случува нешто интересно. 1 декември 18 години Супер Хикс. Ајде на брзинка, блиц прашања, Ајде, историски блок ќе го наречеме овој дел. може. Како се формиравте? Одговарај брзо. 94 година во подромот блиску до уметничко јас, Зоран Жежов и Борис Минов. Ето така, тројца. Колку души бевте на второ попонување? Од тројца станавте колку? 98 5 луѓе. Двајца дувачи и веќе постоечкото Тоа што ви тргна нешто работата, па си викате дај да земем уште. Не ни тргна работата до 2000. Напротив. Не тргаа работите тогаш. Кој момент го сметаш за прекршен?
објавувањето на глупови песни А, за прв сингл. Значи прв пат се случи Супер Хикс да бидат пуштени и во дискотеки, и на радија, и на 103 во тоа време и така натаму. Кај ве примиле најдобро? Кај не примиле најдобро? И ова е тешко прашање. Кај си се осетил онака тоа е Па тоа? не, за мене ми е најмило дома кога сум, а во однос на атмосферата и како поминуваме надвор, па еве да речеме, не знам, ајде последно нешто на што ќе се сетаме, во Дрезден концертот беше одличен. Успеавме да ги седнеме германците и да ги натераме да скокаат и да ги седнеме да скокаат. А тоа е science fiction, така? Па science fiction е за луѓе со таков менталитет, знаеш. Они доаѓаат гледаат концерт. Сега готови си одат, знаеш. Тоа е. Одлично поминаме. Инаку не знам, сме поминале добро во Хрватска. Тоа што ти значи, што се нека толкуваат гледачи. Не знам што значи. Не знам јас. Сакам нешто да кажам за концертот. Не знам, тоа ама се зборим уредниците нека одлучат дали ова ќе оди. Мислам за концертот да биде. Уредници ќе кажат дали Јутре да за оди. година и пол дека не се го викнал да гледа сега шопер. Затоа што човек може погрешно да го разбере. Не оди тоа така. Дали кога станеш веќе доволно популарен во Македонија, државата ти станува мала и не се пиш многу, не зборам на лош начин, значи. Туку едноставно си гледаш, ајде да видам што можам да направам со бендов Балкан, понатаму Унгарија, Украина. А знаеш што, ние почнавме таа приказна пред да станеме доволно популарни дома. Значи ние полнавме клубови да речеме во Хрватска, во Словенија. Тоа зборам значи од дека клубови од полн Македонија формат. не е многу репер за тоа дали можеш да успееш надвор или не. Има бендови што свират надвор повеќе, а дома не поминуваат никако. Вие кај сте на таа скала? Ние сме сега фантастични, поминуваме и надвор, поминуваме и през града, поминуваме. Во средна Ние школа? поминуваме секаде. Поминуваме. Како беше оние вицот? Чекај ме за 5 минути през града, ќе поминам. Ми се симнал. Поминам. Скажеш да Малку ќе поминам шеги. да те земам или ќе земам да те поминам? Така беше? Да, така беше. Што е со Fender басот, кажи ми? Ептен ти е Жив, онака здрав, икона на Супер Хикс, не само на Тој тој Fender концерт, бас, легендата Сигурно, знаеш не, каква е? мора да има приказна. Ова ќе го откривам ексклузивно кај тебе во емисија. Приказната дека тоа е бас на Драган Вучич. Абе, ајде, Што се смееш? Па не знам, ама ми јако ше Ова демек не го знаеш. не, ова беше као да. Стварно. Сме разговарале за ова 10 пати. На проби. На Драган Вучич што нема да баса. чуеш. Да. Значи легендата дека на Драган Вучич бас и дека јас го најдов кај на мој пријател кој што долго време не го свиреше. Не се смеј пати више, добро. 2000 година помина шегата попе. И 2000-та што се Како случи? сум сериозно. 2000-та, значи еден другар, мој пријател, познаник, не беше другар додуше. Него ни сакав многу да ти кажам, ништо не ми значеше на крајот такви што. Добро. Го чуваше тој бас кај него под кревет и после неколку години падна муабет као, абе ти го продаш тоа уште? А па да, а тој беше влезен во некоја Харе Кришна ситуација. И не им треба бас во Харе Кришна и Не им треба реши уопште да го бас. и реши да го продаде. Се таксавме и тоа е бас од оние S9 генерации, Ама серии кој што е значи 2 години помало од мене. И е вистински раритет на пазарот на а што басни движни. Драган ќе свири нешто туку така собрано од улица. Па ја не се мешам во неговиот начин и пристап на работа, ти ова сега го отвараш, нека Да. слушаат уредниците, нека кажат твој зова. Ја не би се. Така, Дали така. да го мешаме Драган или не. Како беше она гръловите Драган тату? Кролите Драган Тоа тату. беше одлично, тоа ми И се. со магијата на монтажата во моментов го гледаме сите. И ме натера сега да го барам на интернет, човече. Си да не. Со колку големи имиња си се дружил, си имал можност да се дружиш со Ник Слотер. Да, Ник Слотер Ник го Слотер. запознавме во да објасниме на помладите генерации. Па да, кој е Ник Слотер? Ник Слотер е главната звезда или Роб Томас беше? Не, Роб Томас. Абе, Роб Томас е од Matchbox Мислам дека- 20. Мислам дека слично се презива. Тука се некаде, нема врска, добро. Не тој од Matchbox 20. Главниот протагонист во серијата Тропска Tropical горештина. Hit, Tropical Hit, да, беше Абе, многу ние популарна знаеме и колку- одеше со години, секоја летна сезона на МТВ1 и се уште оди, ќе оди 30 сезони и 30 години ако треба и веројатно ќе се смени нешто. Ти текнува на музичата како идеше? Anyway, Уште да можеше папас да ја фати сега. сега го се прави. Goes right back to me. Ајде бе, ајде. Што да кажеш? Види. Ето, тоа е тоа. Тоа е тоа. Добро, ето ти. Нешто ќе му Си работел некогаш нешто друго? Дали сум работел некогаш нешто Да. друго? Сум работел многу работи. По професија сум професор, дипломиран професор по руски јазик и книжевност, имам искуство од
денови. Руски јазик и книжевност. Да, имам работно искуство вкупно Колку книги си прочитал руски? денови и а инаку имам работено како новинар и уредник. Новинар никогаш не сум се чувствувал како Во новинар, лајф? во лајф радио, малку работев во Шо во новинаруваше радио. бе во лајф? Па не се чувствував како новинар, тоа ти кажа. Мене ми вика, кажи дека си новинар и уредник, и ми вика, па бе, не се чувствувам како новинар, ќе го навернам колегата мој Петри Зарачини, например, кој што ми беше Тако звани мра. водител, тако звани Аман Мра. Аман Мра и неговиот бенд. Поново е Аман Мра, беше порано Аман. Беше Амон, Амон сега со иницијативата со е Аман, здруженијето е Аман Амон. Мра. Така. И значи работев таму, бев менаџер на клуб кој што се играше Кастро. Ќе се вратиме на тоа. Рипај го. Тоа. И толку. Па мислам дека пишував колумни, едно време бев имав некакви обиди за некакви ТВ проекти во МТВ Ги викаат излети. Така нешто. Нели? Не по моја вина не успеа. Тоа су Ти кажи се, ајде. таму, суредници. И така. Мислам дека не е малце. Што мислиш дека би ти било кејф да работиш? Па ја би водел повторно радио емисија ако имам шанса за тоа. одлично. Радиото е одличен медиум, телевизијата некако не ми Со легна. нозете горе. Ден денеска кој ќе ме видат видиме што личи. Не оди. А радиото е супер медиум, Што знаеш, емисија некако е би по... Па би водел музичка емисија, ама пак со моменти на она Да популарно има драпање, песни, да има драпање. песни. Знаеш, малку сценава нема кој да ја закачне сега. Мада до Што душе би не е за закачнал, закачане. бе? Што би закачнал? Па моментално Па само закачена е целата каква е сирота уште ти. не откачена е сега да ти кажам, откачена е ценава, нема кој да ја дозакачи. Да ја закачи. Кога зборуваме за сцена, зборуваме за Аца Лукас и овие сите А шо е сцена? феномени, па нема друго сега Нели? моментално. Сам има еден бенд фантастичен Суперхикс што полни сали и тоа Многу се тука завршува добри тие. тоа тука завршува се. Ги следам одамна. И така. Одличен фронтмен имаат. Е сега, за Кастро. Го менаџираше, нели? Да. Го работеше. Кастро. Е, сега, кажи ми шо се интересни некои работи, позитивни, негативни, од менаџирање на еден таков клуб, што секој викенд се пуни, што имаш вакви, такви, бараби, убави, неубави. Ај малку тоа, никогаш мислам дека не си зборил за тоа. Па знаеш сега ќе ми види човека бе бели влакнати се појавиле и како со деца во бели влакна почна викам тоа не ми не е се тоа од бели децата. влакна. Клуб држав на времето. Тоа е муабетот. Значи имаше своји убави страни, да речеме носење на бендови од типот на Уикеда, мистер Што ти биле T-Bone. кејф за тебе, она. Не само за мене и бендови кои ги запознав, знаеш, имаше концерти со 10 луѓе, еве лупам се еден фантастичен бенд Президент Феч од Данска кој што го гледаат само 10 луѓе во Скопје, беше феноменален. Тоа е убавата страна на таа Си работа. отсвира Си отсвира најпрофесионално и така натаму. и пари не ти зема. А не бев јас организатор, тоа не бев ќе го прашаш, ја се оградив од тоа дента. А инаку негативната страна на водење на еден клуб се сите оние финансиски моменти, инспекцијски моменти, тепачки, не знам, жалби, поплаки. Колку пати си се нашол среде таква, Знаеш што, одговорноста е преголема. Шега на страна, значи Нели? кога имаш 500 луѓе, да ти замириса малку нешто на да не си ми во кожа или да не си му во кожа на тој што води така. За што мислиш? Да ти замириса Да некој замириса да на не го тепачка, откачил? да замириса на пожар, Или- да замириса на Аха, било што. ја рекол некој да не лапал граф, па ти замириса и си викаш. Не, па да ти кажам и тоа се случува. И тоа се случува, меѓутоа одговорноста е преголема и јас сватив дека е доста. Сега за сега, можеби таа официјална страна на Кастро се уште постои, тие луѓе се уште комуницираат, мене ми е драго, затоа што мислам Член сум, Пеце. Па што пишува на последниот апдейт? Пеце нонстоп замараш со апдейти. Јас. На Кастро групата. На Кастро. Порано пишеше. Добро, сега скоро пише. Ајде да се кладиме, сега скоро пише. Не си. Сега скоро пише. Петар Младеновски posted in Кастро. Така, напишав само Кастровци, дали сме живи. Да. Имаше неколку реакции, имаше Да. дури иницијатива за отворање повторно на Кастро, меѓутоа ја во интервју кажав зошто го затворивте Кастро, ја објаснив дека градот нема потреба од таков клуб во момент. Го лицнуваш тука некој. Не го лицом, нема клубот, нема градот таков клуб сега. Не. Сам да бидем искрени, Шо, не му Македонија треба? нема. Па мислам дека во моментов не му треба. Еј, сега едно Мислам дека сериозно нема прашање многу ќе те прашам. Ова ти приоѓаат Што не луѓе. сериозно рече. Не, слушај Јас сега. отварам Ти тука, приоѓаат луѓе и ти викаат да не барам сега други некои да парафразирам.
дека си го изневерил градот, дека луѓето што ти доаѓале ваму таму нешто така фали, пеце, едно друго. Не, јас знам. Што одговараш на такви Значи млади? најмалку стотина ситуации сум имал леле кастрове, зошто, знаеш? И што ќе правиме сега? Кај ќе излагаме сега такви? Мојот некои одговор е ќе дојдеш два пати, трите пат нема да дојдеш, затоа не го отварам. Си ми жив. Кратко и јасно. Не, па јас сум, знаеш, од секогаш сум бил искрен во сите мои настапи и во однос на тоа тврдам дека нема публика за таков клуб сега во градот. Имало она, абе, газа си, ај да не платам денеска. Охо. Се јако ќе виде да ми направи ти така си прав. На пола најмалку ќе отплатив ако успеав да ги соберам долговите што остана. Нели? Меѓутоа јас како добар и Воспитан. во душа и воспитан Да. човек ги оставив нели да си се напијат луѓето и да. Ето така. Па и си поминали убаво на крај крај. Па, има ли нешто поубаво од тоа да заглави финансиски другарти да напијат? Со тоа ќе Ова се вика заврши. драги гледачи кисела насмевка. Со тоа ќе заврши со киселата насмевка. Сакаше за концертот да ме прашаш? Еве ќе ти одговорам. Значи концертот е на 1 декември, почитувани гледачи на ова прекрасно шоу. Дојдете сите затоа што кој не слуша, Кој не слуша? нека игра. На 1 декември Супер Хикс стануваат полнолетни. Стана полнолетни, Ќе има ќе станат пак за изненадувања. вас. Ќе има изненадувања. Токму тоа сакав да ти одговорам. Ќе има изненадување, ќе има многу гости, ќе има хор, ќе има 300 чуда. 300 чуда. Друго 300 нешто сакаш да ме чуда има прашаш? зачин. Например, Знаеш колку дека- ќе трае концертот? Еве Колку сега ќе ќе ти трае кажам. концертот? Концертот ќе трае цели 3-4 часа и ќе има афтер парти со диџеј Славе, најдобриот диџеј, за најдобриот диџеј во градот. Најдобриот диџеј. Најдобриот диџеј во градот и ќе биде прекрасно. Славе Преку Скреч 3-4 мастер. луѓе, преку 3-4 луѓе ќе има најмалку и ќе биде прекрасно. Толку? Да не те вреќам, Славен Скреч мастер, добро. Така, Добро, да, ова е да. old school. Друго нешто имаш да ме прашаш? Влезници нема потреба. Влезници? Си знаат. Ето. Влезници Знаеш, знаат. Тоа е тоа. Колку влезови ќе има? Многу влезови. Повеќе влезови, повеќе влезови. Ето така. Така, да го испратиме с Пеце. Да го испратиме Пеце. Да, има тоа мудиче. Да си онам. Ајде, Салам алейкум. Еј, 80 да ја погледаш млечната енциклопедија. Ке може? Млечната енциклопедија. Ние слушам млеко пиеме цело време. Признај дека пиеме. Апсолутно. Водата кога е бела е исто како млеко. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Знаете кога почнале луѓето да пијат млеко? Пред 10.000 години. Во Афганистан ти иле. Или кај да е. После сме станале паметни и сме отишле на месечината. Па како бе не пиеме млеко, не пиеме глупости, пиеме млеко? Не. Како бе не пиеме млеко, пиеме глупости, а? My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Има една интересна работа кога прашуваме луѓе на улица за телевизија нешто било што, а тие не знаат што да кажат, обично кажуваат било што. Така што решивме да поставаме некакви нереални измислени прашања и еве што ни одговорија нашите сограѓани. Мислам дека таа е соодветна одлука, ја поддржувам таа одлука. Мислам дека е добро направена таа одлука. Па, одлуката е добра. Мислам дека за во автобуси не се, бидејќи ствараат многу гужви и ние учениците нема кај да се возиме, касниме на часови. Подобро за младите отколку за пензионерите. Мислам дека тоа треба да се воведе и секој ден. А со такси не. Значи со градски автобус може. Такси некој мора да плати, а претежно таксисти се приватни. Не знам што ли ова дојде сега. Ај ќе ве превозуваме во петок па во сабота, па ќе ве превозуваме сега во такси. Во такси да се возиме? Ние имаме бесплатна карта. Вторник, петок и сабота. Нека ни е жив и здрав Грујо. Не ми е јасно. Вторник, петок и сабота. И тоа. Нека влезе. Доста, а? Доста е, брат. Да си одиме? Заврши. Добро. Па не мора да се одиме, ама доста е. Што научивме ние од оваа емисија? Јас научив дека во Холандија партизаните биле многу скапи. Не биле скапи?
Какви биле? Најголем извозник биле демек. Многу правеле патлиџани работа. Нека биле скапи. Што збориш? Да. Ја научив дека Мислам дека поправиле пари ептеното. И извезувале за многу скапи. Сега Борија не тука ќе те мавне. Јас научив дека групата Супер Хикс, многу позната група, ќе одржи концерт на 1 декември. Голем концерт. Голем концерт во Метрополис. Да. Така? Така. Добро, да им кажеме како ќе биде времето иднава недела и да си одиме. Може, ајде. Ти знаеш како ќе биде времето? Ја појмам. Сакаш да ти помогнам? Ајде. Ти си познат метеопат. Што вика? Ладно со дошт. Ладно, ќе има и дошт, така да Много држете дошт, си ги много вашите дошт. чадори Много при вас. Тоа е тоа од еден оваа емисија, се гледа мината недела. Чао! Ајде, DJ Wani Goran Papas!